Како на вратот гердани, ниски камења студени, така на плешки денови легнале та натежнале. Денови ли се денови, аргатски маки големи. Го почнувам ова обраќање со безвременскиот наш Кочо Рацин. Почитувани граѓани, чест и задоволство ми е денес да се обратам на овој ден кога се слави трудот. На овој ден 1886 година работниците во Чикаго излегоа масовно со барање за 8-часовно работно време и се изборија за него. За жал денес нашите власти носат закони за 12-часовно работно време без да водат сметка дека работничките права се остварени со жртви и крв. Денеска сме сведоци на едно континуирано пропаѓање на стандардот на работникот, од создавање на независна Македонија до денес. Ако во раните 90-ти години тогашните власти донесо еден катастрофален закон за приватизација, кој допринесе за уништување на нашето стопанство, уништувајќи при тоа многу работни места, но никогаш ниту една власт не се обиде да го ревитализира стопанството. Туку успеа да го избркаат работникот, да избркаат повеќе стотици илјади млади луѓе од државата, кои во потрага по подобар живот и стандард се населија секаде низ светот. Пред наши очи гледавме како ги уништуваат капацитетите како Кожара, Газела, медицинска пластика, стаклара, Еврокомпозит, Охис, Алумина, Топилница Велес, ФАС 11 октомври и многу други предпријатија кои вработуваа бројна работна сила. И покрај тоа што имаа пазари за своите производи, овие фирми беа уништени само со една цел – да се уништи работникот и неговата организирана сила, а новосоздадените олигарси да се збогатат на лесен и брз начин без отпор. Затоа ние денес бараме да се направи ревизија на приватизацијата. Ревизија на приватизацијата за да видиме кој го украде работникот во Македонија и го избрка од своето огниште. Затоа ние денес бараме рестартирање на стопанските капацитети како Кожара, Газела, медицинска пластика, стаклара и многу други фирми уништени од актуелните власти. Но за да се рестартираат истите, потребно е да се смени општествено-политичкиот систем. Потребно е да се донесе нов закон за предпријатија, нов закон за минимална сатнина, нов закон за синдикално здружување. Колку денеска изнесува вредноста на трудот? Зошто нашата власт продава ефтина работна сила? Зошто го потценува и понижува работникот? Зошто и кој го краде нашиот работник? Ние знаеме кој. Најголем кривец е системот кој го градат досегашните власти. Систем во кој можат да работат само фирмите на олигарсите кои ги создаде тој систем. За промена на тој систем потребен е нов бран на политичари кои ќе се грижат за трудот, за младите, за работникот. Македонскиот работник денеска живее во сиромаштија. Нема постојана и сигурна работа. Платите се мали. Од сите страни им го подкупуваат стандардот извршители, банки, високи цени, многу давачки. Затоа ние ќе бидеме секогаш во првите редови во тој процес на промени. Ве уверуваме дека промените веќе се случуваат. Ја организираме најбројната и најсилната работничка класа која е повеќе од 90% од населението. Директно ќе ја земе населението власта во своји раци и нема да дозволи повеќе никогаш политичките партии кои досега владеа да одлучуваат во името на народот. Работничката класа со референдумски изјаснувања ќе одлучува за секое побитно прашање, а секоја година ќе има и референдум на кој народот ќе се изјасни за доверба на власта. Затоа уште еднаш ве повикувам на борба за својот стандард,
на борба за вредноста на својот труд. Ве уверувам дека имате моќта да се изборите за тоа. Вие сте силата што создава. Вие сте силата на секој општество. Мора да се цените самите, за да ве ценат и другите. Изборете се, затоа што животот нема реприза. Да живее 1 мај, да живеат работниците, да живее Македонија. Само работничка партија! Да живее македонецот, работниците, младите, чија стоиднина на Македонија припаѓа. И во овој контекст, на овој ден, кој што е меѓународно признаен ден како ден на трудот, за работниците кои што се избориле за своите права пред 150 години во Чикаго, и во таа чест, во нивна чест го празнуваме и ние, односно Македонија, која што го има прогласено за државен празник. Како носител на изборната листа во изборна единица 1, Работничка партија, би сакала да се задржам токму на овие аспекти кои што се поврзани со работниците, со нивниот труд и кои што се содржани во нашата програма, вклучително во поставените програмски цели и заложби со кои што ние настапуваме и предходните периоди години, меѓутоа конкретно и во изборната програма за предстојните парламентарни избори. Тие одредби кои што ги имаме во програмата значат за повеќе степени повисоко подигнување на заложбите на работниците, со тоа и на македонскиот народ и суверените во однос на напредување на своите права. Ако пред 150 години работниците во Чикаго се избориле за ова за кое што зборува Горан, на нашата генерација припаѓа во 21 век да се избориме за достоинството на човекот кој што го губи секојдневно, а со тоа и на поуниверзалните во кои што спаѓаат и работничките права на човекот во овој век, каде што треба да се продолжи, а тоа сакаме ние како Работничка партија и листа со кандидати за пратеници, да се продолжи во нашето собрание, во собранието на Република Македонија, со менување на постојниот естаблишмент, општествено-политички систем и уредување, со менување и на уставот во тој дел каде што работата и трудот кој што е безценет не може да биде наемен. Значи, нашиот став е дека треба да се престане со политиката, со програмите, со визијата на државата за најмување и исплаќање на трудот на работникот. Туку работењето, односно трудот, го признаваме и го разбираме како создавање во секоја област, значи во сите области каде што човекот се остварува, каде што ги создава вредностите и производствени, и духовни, и материјални, и културни. Во тој дел нашата програма е единствена, затоа што од корен, од темел го променува светогледот, односно програмата и начинот на кој што овие заложби треба да ги оствариме преку нашата држава, односно државните институции, кои што треба на тој начин да го преуредат севкупното уставно-правно функционирање и уредување. На крајот, значи, сите тие да работат во интерес
на правата и хуманизирањето на човекот, а тоа е работникот исто така, каде што ќе нема веќе да се спроведуваат правилата, постулатите, принципите на капиталистичкиот експлоататорски поредок и систем. Тој систем е застарен од поодамна. Во нашата земја имаше процес на социализам, па потоа со визија да се премине во следна повисока фаза на комунизам, нели, како што требаше да го ослободи работникот и човекот од ова капиталистичко робство и експлоатација. Меѓутоа, сите тие процеси се водеа на несоодветен начин, ги водеа структури кои што исто како и денес сето тоа го сведуваат на едно тесно политичко партиско функционирање и владење со народот. Таа стара парадигма експлоататорска треба да биде заменета со нова парадигма за новото време, каде што работниците ќе го слават животот и создавањето и нема повеќе да има потреба да излегуваат на улица, па и на овој ден на трудот со протести во знак за унапредување на своите работнички права, кои што и така не се унапредуваат, туку уште повеќе паѓа јаремот на експлоатацијата и робувањето на оние кои што сакаат овој систем да остане во постојниот облик, значи да ја одржат статус квото состојбата. Од тој аспект ја праќам по оваа порака и апел до сите македонци пред се, односно сите оние кои што се државјани, имаат право на глас, да излезат, да го дадат својот глас и својата доверба на Работничката партија, на нашата листа во изборна единица 1 и листата во изборна единица 5, каде што под бројот 17 ќе можат да бидат сигурни дека во парламентот ќе имаат вистински своји народни представници, кои ќе ги застапуваат и повеќе нивните права, затоа што оваа програма има визии, има проекти, има платформа и една цела нова парадигма